Војската излегува на улица. Од утре војниците заедно со полицајците ќе патролираат низ градови, а ќе имаат и задача да ги спроведат мерките на владата за спречување на ширењето на болеста. Меѓу другото, ќе проверуваат дали се почитуваат наредбите за изолација на сомнителни случаи, но и најновата мерка со која се забранува собирање на група поголема од 5 луѓе. Почнувајќи од утре, ќе биде забележено значително присуство на армијата, комбинирано во заеднички патроли и активности за обезбедување на сите државни граници на нашата татковина. Исто така, ќе имате можност да забележите наше учество и присуство во комбинирани заеднички патроли со полицијата и органите во земјата. Во исто време, армијата ќе го зголеми присуството на границите за да спречува евентуални илегални влегувања на луѓе од соседните земји, а кои можеби биле во критичните региони. За сега, од армијата велат, нема потреба за ангажирање на резервниот состав. Ќе се вклучат дополнителни ангажмани, но во моментот проценките на Генералштабот и препораките од Врховниот командант се дека нема потреба во моментот за било каква мобилизација на резервниот состав на армијата. Имаме доволни капацитети и човечки и технички, искуство, знаење, имаме соодветни мерки. Инаку доцна синоќа владата усвои дополнителен пакет мерки. Го затвара паркот Водно од 18 до 6 часот наредниот ден. Ки ги проверува гласините дека се организирале забави по населбите Сопиште и Сонје и школите за обука за возачи ќе бидат затворени во наредните 2 недели. Сите маркети, аптеки, банки и објекти кои даваат поштенски услуги да воведат редарски служби или обезбедување кое треба да го контролираат бројот на луѓе и метажот, растојанието од 2 метри мора да се почитува. Со мерките, институциите треба да се организираат подобро, вработените од дома да ја извршуваат работата без да се наруши редот.